Почитувани гледачи, втор блок отворено студио 1. Темата во првиот блок ја соопшти колешката Елена Милошевска, тоа е младите лекари бегаат од Македонија, а среќата ја бараат во западноевропските земји. Токму на оваа тема во овој блок разговараме со доктор Божидар Кочовски од Асоциацијата на специјализанти и млади лекари на Македонија. Кочовски, добар ден, добре дојде во отворено студио 1. Добар ден, добро најдов. Се појави еден случај во Прилеп, поточно во Прилепската болница, каде што 6 доктори остана без специјализација. Болницата ги известила дека нема потреба дека им ги поништува специјализациите со образложение дека во меѓувреме потребите од кадар биле променети и тие специјалности не биле потребни. Дали сте запознаени со овој случај? Да, апсолутно. Ние го објавивме први случајот. Колегите ги испратија решенијата до нас. Имено се работи за интерен оглас кој што е распишен во тек на 2018 година, кој што Прилепската болница, општата Прилепска болница ги распишува за интерен оглас за доделување на специјализации. Истиот е завршен и доделени се решенијата за специјализации некаде во октомври 2018, за во февруари, околу 25 февруари, да се донесе акт од ВД директорот поединечни поништување на специјализацијата на 6 колеги, така да запознаени сме, реагираме и сакаме да апелираме надлежните да го истражат случајот. Апелиравте до надлежните веќе неколку пати, дали има некаков одговор или некоја најава за постапка која што ќе се отпочне? Нажалост не, најверојатно сега изборен период, па можеби ради тоа, меѓутоа се уште немаме никаков одговор и 6 наши колеги кои што беа решени да останат во оваа држава, кои што беа решени да продолжат да придонесуваат за здравството на оваа држава и за здравствените услуги кои што ги добиваат граѓаните на оваа држава, да останат во Прилепската болница за сега без решен статус. Дали стапивте во контакт со нив? Да, нивната изјава беше дека се права некакви напори за да се вметне во новата програма. Имено таа програма е мрежа која што е планирана со важност 2015-2018. Програми за 2019 се прават во 2018, ако планирате кадар да пуштите, така да многу нелогичности, многу необјаснувања, така да очекуваме дека некој на повисоко ниво ќе истражи работата и дека ќе колегите наши дека ќе го добијат она кое што го заслужуваат и за кое што добиле пред се решение претходно. Така, доктор Кочовски, јас би се осврнала повеќе на младите лекари, односно познате во изминативе неколку години трендот дека се повеќе студентите кои што се запишуваат на медицина паралелно запишуваат и учат германски јазик. Зошто младите студентите, идните лекари од старт размислуваат да си заминат од земјава? Па мултифакторијални се причините за сето тоа. Испитувани се одливот на лекари, испитуван и во нашата земја од страна на Health Grouper, испитувани од други организации, ние сме го испитувале, така да имаме повеќе причини кои што допринесуваат за сето тоа. Би издвоил неколку, значи воглавно кариерниот систем, односно недефинираноста за како еден млад лекар понатаму по завршувањето, по дипломирањето и стекнувањето на лиценца би се развивал во оваа држава, кои све можности би ги добил, партизираноста во однос на вработувањето и во однос на доделувањето и на специјализации, како што е претходниот случај, придонесува за сето тоа. Лошата економска состојба, многу од колегите плаќаат приватни специјализации кои што чинат многу пари, кои што не им се обезбедени, сега се решени додуше некои ставки од тие. Кои се тие ставки кои што се решени? Па сега се започна трендот, морам да по неколку годишно приговарање и барање од страна на Асоциацијата на специјализанти и млади лекари и други организации впрочем, се започна со исплата за приватните специјализанти да добиваат награда за она кој што го работат тие, затоа што да се разбереме сите специјализанти обавуваат определена работа на клиниките и болниците каде што тие специјализираат и таа определена работа сега почнува да им се плаќа со еден фиксен додаток кој што е некаде како што е просечната плата во Република Македонија. Иако студирањето
6 годишно плюс имаме 6 месечен период за стекнување на лиценца, просечна плата добиваат од прилика 20 и неколку илјади денари. Дали тоа доволно ги мотивира или сепак и понатаму остануваат на ставот на своите размислувања дека сепак подобра е во странство? Платата по сите истражувања и светски и македонски, платата не е факторот кој што е одлучувачки за напуштање на државата. Мислам дека нажалост тоа нема да ги мотивира дел кој што ја гледаат својата иднина во определени приватни установи кои што веќе се дел од семејни бизнеси кои што се разработени и одговарат тоа. Некои колеги кои што планираат и да продолжат понатаму и во државата или здраве Боже поддржавно. Меѓутоа морам да истакнам дека не гледањето на иднината е повеќе од аспект на нерешеноста на многу основни инфраструктурни работи пред све, кои што би требало да го задржат младиот лекар, а финансиите би дошле негде на трето или на четврто место, иако не се занемарливи. Имено имавме ние ситуација да едно семејство просечно кое што испраќа лекар на специјализација, специјализацијата трае од 4 до 6 години, да треба да вложи од прилика 40.000 евра, кој што е сума која што е преголема, при тоа да не се обезбедени здравствено и социјално осигурување, млади мајки да не можат да останат, да се без трудничко осигурување за време на после породувањето, така да имаме многу нешта кои што мораме да ги решаваме со цел да створиме услови младите лекари да останат во оваа држава. Божидар, сето ова што ти го кажа сега води кон еден правец, а тоа е една статистика која што покажува загрижувачки податоци, дека во минатите 7-8 години од држава е напуштиле повеќе од 1200 лекари, медицински лица, и овој тренд посе изгледа дека не се намалува и периодов. Зошто? Поразителни се статистиките. Нажалост, не можеме со прецизна бројка да излеземе во јавноста, затоа што има број на побарување на определени потврди кои што ги издава лекарската комора со цел да се оди надвор и немаме се уште дата база колку се излезени. Ректорот на нашиот универзитет имаше напишана една статија сега во Лекарски весник во кој што извади дека само во оние високо развиени земји работат околу 1300. Така да бројките, ова се официјални бројки, колку се непријавени, колку се заминати, колку се во процес, тоа никој не може да го каже, меѓутоа она што го гледаме на терен е алармантно. И загрижува затоа што ќе се преклопи тој тренд, ќе се преклопи со еден друг тренд, а тоа е природното старење на актуелната генерација на лекари и лекари кои што во наредниве 3 до 5 години ќе заминат во пензија. А нема кој да ги замени нив? Нажалост нема. Јас би сакал да упатам еден апел и до здравствените власти, и до политичките власти, меѓутоа и до населението да биде свесно дека нажалост можеме да се доведеме во ситуација да нема кој да ги лечи. Веќе имаме определени региони кои што остануваат без лекари. Што најмногу недостасува? Тоа што сакав да те прашам, каков кадар во овие региони? Зависи од регион до регион. Алармантна е ситуацијата со педиатри. Каде? Во сите региони. Значи, мислам дека проблемот на педиатрите допрва ќе се осети кога ќе замине една генерација. Веќе имаме напуштање на одлична генерација која што замина во приватен сектор и имаме една генерација која што природно ќе замине во пензија и која што нема да може да го компензира побарувачката, односно потребата за таков вид на кадар. Освен педиатри? Па недостасуваат анестезиолози во определени региони, ќе недостасуваат психијатри, гледаме нажалост сериозни работи се дешаваат затоа што не се препознаваат, не се третираат определени состојби. Ќе недостасуваат хирурзи во определени региони, ќе недостасуваат матични пред све и што е можда и најголемиот проблем. Матичните лекари ќе недостасуваат и ќе нема кој да пружа она основна грижа која што треба да офаќа најголем дел од работата. Примарното здравство. Примарното здравство, нажалост, ќе биде дефицитарно и мислам дека најсериозен ќе ударот таму.
Така, еве, споменавте за жал многу демотивирачки некои работи. Според вас, што е по-демотивирачки, платите или лошите услови во кои што работат лекарите? Ви кажав, доколку прашате било кој, никој нема да издвои нешто. Двете работи одат заедно. Заедно одат, така да некоја симбиоза е во двете работи. Меѓутоа, јас првенствено би кажал дека непостоењето на јасен пат, кој што ќе го следи студентот пред све, значи од запишување на медицински факултет, понатаму преку исполнување и соодветен трансфер на знаење, до стекнување на самосталност и почеток на работа, и понатаму јасно ограничени и јасно определени таргети кои што треба да се постигнат со цел определено напредување за оние колеги кои што ќе одберат да напредуваат и да се движат по еден определен пат низ кариерата. Така. Исто има уште една статистика, односно дека дали е точно дека само 1/4 од студентите на медицина остануваат да работат во Македонија? Тоа е точно затоа што нема услови за другите. Нажалост, завршуваме сега медицинскиот факултет во Скопје не е единствен, имаме медицински факултет во Тетово и медицински факултет во Штип. Значи, сите три факултети продуцираат медицински кадри и потребата колку се задоволува во однос на оние кои што дипломирале, навистина не би можел да ви тврдам, затоа што се манипулира со бројките, сите вадат и ги ставаат во ист кош како медицински кадар, така да поединечни бројки за вработување на лекари не ни се нешто достапни, меѓутоа не го следи темпото на завршување на студенти, така да може вашата информација да е точна, така да не би се осудил да кажам дека е апсолутна, меѓутоа личи дека е реална, да. Така. Ги спомена факултетите во различни градови во Македонија. Дали се уште останува она старото дека на Универзитетот Свети Кирил и Методи од тука излегува најсериозниот, најдобриот медицински кадар, или па и од во другите градови? Јас не би се осудил да го коментирам квалитетот на поединечните факултети, затоа што постојат официјални агенции кои што го прават. За сега Универзитетот Свети Кирил и Методи е најдобро рангиран и е со најголема концентрација на луѓе кои што допринесуваат во науката и според тоа, според Шангајска листа, така и се класифицира. Факултетот во Штип е млад, кој што одлично се развива, факултетот во Титово исто, така да директна споредба на кадар не би сакал и неблагодарно да се работи, меѓутоа би упатил една забелешка спрема сите креатори на образовните политики и да обратат внимание малце повеќе во однос на трансферот на знаење. Имаме сериозни забелешки во однос на трансферот на знаење кој што го добиваат студентите од сите три факултети и сакаме да упатиме еден апел за подобри модалитети во однос на тоа. Односно поспремни завршени дипломирани лекари. Што со практичната настава и во средното медицинско училиште, односно средните медицински училишта и факултетите? Има сериозни... Ја има или ја нема? Ја има де факто, ја нема. Нажалост, она кој што го кажуваат, ова е двосмерна улица, не дека професорите не се трудат да го пренесат своето знаење. Не е ова критика кон нив или кон некој кој што критика е кон системот. Кон системот, точно. Системот не ствара доволно услови за да има соодветен трансфер, по она што го гледаме, по она на главните критики. Нашите лекари се соодветни за во Германија, за во Франција, за во Америка. Значи, ние имаме квалитет кој што се создава овде. Прашањето е дали тој квалитет знаеме да го препознаеме во оваа држава и дали знаеме да го задржиме и да го унапредиме.
Тоа е клучното нешто кое што треба да си го поставиме. Како ние ќе земеме еден млад лекар или еден млада медицинска сестра, медицински брат, независно од струката, дали средна или висока или со факултет медицински. И како ќе го ставиме во еден систем и ќе му овозможиме постепено да расте. Постепено да стекнува знаење и вештини кои што ќе се потребни на оваа нација. За ова население, за да не бара чаре во други земји и во други установи. Значи, ние мораме да го зајакнеме кадарот кој што е овдека присутен, прво да го препознаеме, да го цениме, да му дадеме можности и време да расте и соодветни услови и да се развива соодветно. Го препознаваме ли ние кадар? Не, нажалост не. Имаме позитивни примери, јас можам да кажам дека имаме тенденција на моето работно место, веќе се вработени едни од најдобрите студенти на медицина, меѓутоа по случајот во Прилеп се гледа дека препознавањето ни оди малце потешко на ниво на цела република. Имаме поедини примери кои што се светли точки, меѓутоа прашањето е дали тоа ќе премине во една посветла слика за целата држава, односно еден бран кој што ќе го пратат сите други здравствени установи и здравствени власти пред се. Така, токму во оваа насока ме следното прашање, што еве вие што презема Сдруженијата на лекари на оваа тема, но исто така и вашата асоциација? Ние изработивме декларација, изработивме стратегија која што ја понудивме и до претходните и до сегашните здравствени власти. Ние предлагаме цело време и се трудиме да одржаваме нормална комуникација со сите чинители и со сите креатори на здравствената политика во државата. Имаме значи не е голо критикување, него ние посочуваме на актуелните проблеми и истовремено нудиме и предлагаме решенија за истите. Нажалост, темпото на прифаќање не е соодветно со цел да се превенира овој бран, така да ќе видиме, ќе ја следиме понатаму динамиката. Доставени се документи, доставени ни се барања, запознаени се сите. Би можел да ве запознам поединечно доколку сакате. Значи, имаме мерки кои што се однесуваат на младите лекари во неколку категории. Предвидувавме како и што треба да се прави за матичните лекари, оние млади лекари кои што ќе останат во примарното здравство, оние кои што сакаат да продолжат во секундарно, односно со специјализација определена. Така да имаме повеќе мерки, предлагавме модели соодветни на регионализација во насока на пренос на знаење, не на затварање на здравствени установи. Значи, концентрација и стварање на центри кои што имаат висок проток на пациенти и на процедури каде што ќе може да се врши соодветна едукација на кадарот пред се. Така да имаме повеќе модалитети кои што се надевам дека ќе се препознат, дека ќе се разговараат и нормално и да се модификуваат, меѓутоа да имаме некаква насока на движење за понатаму. Божидар, се надеваме дека во вашата комуникација со властите ќе успеете да најдете некој заеднички јазик и да изработите стратегија со која што ќе се спречи ова буквално бегање на медицинскиот кадар од Македонија, за да се спречи појавата на овие несакани ефекти, да ги наречеме, во следните неколку години. Се надевам и јас, ова е ситуација која што ја прати, нажалост, Македонија во целата нејзина самостојност. Се надевам дека ќе биде прашањето на младите лекари, односно на иднината на здравствениот систем пред себе ја дефинирал, ќе биде едно од поприоритетните прашања на сите здравствени власти, сите креатори на здравствена политика и сите политички фактори пред се, дека ќе го препознаат, дека ќе вложат сериозен напор да го превенираат сето тоа, со цел населението во Република Македонија да ги добие соодветните услови и услуги кои што треба да ги добие. Ти благодариме за гостувањето. Благодараме вам. Благодарам. Почитувани гледачи, ние по кратка пауза повторно ќе се вратиме во студиото на 1 ТВ. Следува за неколку минути анализата на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ.